Што договорила Османи и Димитров во Берлин? Од министерот за надворешни работи одговор на прашањата на Алфа нема, но од кабинетот на Димитров не испратија дел од неговото последно интервју како одговор. Мислам дека најдовме формула за прашањето на краткото име, кое што исто така е прашање, како да кажем, значи да се отвара прашање на име после 27 годишен спор околу името, не е пријатно. Јасно е дека и долгото и краткото име, Република Северна Македонија и Северна Македонија се однесуваат на оваа држава. Резервата на Софија во однос на македонскиот јазик е инвестиција во лоши односи. Дека сепак македонската и бугарската страна во Берлин постигнале некаков неформален договор, потврдува и председателот на државата Стево Пендаровски. Според него, двајцата од Захариева договориле начин како Бугарија да не стави вето. Тимовите не разговараат. Тимовите разговараа пред некој ден во Берлин, тоа е јавно познато. Таму на маса циркулирале неколку идеи и со исклучителен ангажман на двајцата германски министри, Мас и Рот, значи со генерално, со целата таа германска екипа во Берлин, беше најден, според извори од двете делегации, беше најден заеднички договор. Наводно тоа што е усно договорено во Берлин е подоцна одбиено и од нивниот председател и од нивниот премиер Борисов. Дорека македонските власти калкулираат кои информации ќе ги кажат во јавноста, бугарскиот премиер соостри критики кон Заев, откако македонскиот премиер вчера кажа дека Бугарија го кршила договорот за добрососедство. Каракачанов порача, мора анекс, но и признавање на историјата. Вели да не се надеваме дека некој ќе ни ја среди работата. Бугарскиот вице-премиер Каракачанов рече дека Заев ги изгубил нервите. Сепак, Македонија верува дека може да вози според старата балканска верзија, дека ќе најде патрон, како порано Белград, а сега Брисел и Берлин, и некој друг ќе ги извади костените од Бугарија. Не, момче мое, откако ќе го создадеш овој жар, сега ќе мешаш и ќе ги извадиш костените со твоите раце. Бугарските медиуми се повеќе пишуваат за бугарските услови што Скопје ќе мора да ги прифати. Порталот mediapool.bg, повикувајќи се на дипломатски извори, објавува дека тоа се добрососедските односи да бидат критериум за членство во Европската унија, да се користи официјалното уставно име на државата, а формулацијата да биде јазикот да биде официјален јазик. Остануваат само уште неколку дена за да се изнајде решение за Бугарија да не блокира и првата меѓувладина конференција да се одржи кон крајот на годинава. Но според пораките од високите бугарски представници, се поизвестно е ветото. Дури ни Пендаровски не е оптимист.